Мариан, абе, има около 300 лични карти за страница во такси. За да се прават или треба да стигнат? Да се прават. Фу. Ај всушност, од ке мене се Игор Јанишев. Ајде. Ти дам бре. Ало? Горде, шо бидеш? Ало? Добро бе, Спире, да ти кажем, покасно станав и гледам кој што ја сгрешил работата. Да, сега со Кире зборев ја. Кире од кај тебе, па ги барам сега овие глупаци. Абе, што да ти кажам сега, кај таму со висок ризик правиме тоа што правиме. Да. Многу Нема несериозно. работа. Нема, значи, мага врвен приоритет им беше кој на која листа ќе бидат синоќа до 2 сати се расправавме. И после тоа ќе име сега наш главен приоритет, ни една активност не спровела, меѓу кој ова. Да, бе, да, ова е клучна, јас му реков нек ми на Кире, викам, викнете кој што треба, луѓе, ова, онак, знаеш. Нешто станав вчера со Кире, кај мене. Пошто знаеш, и кај нас таму тие што сликаат, таму под казна се оди да дремеш на шалтер. Значи, треба да ги скомбинираш, да не те разберат, па што да ти кажам. Е, катастрофа, неодговорно. Ништо те барав јас за тоа, за да некако да видиме да ја фатиме работава малку. Да, тоа сега звонам еден појнама. Не се уатам, знаат за што ги бараме. Да бе, да па и на Кире не му дигаат. Ја затоа Сега на ќе тебе дигна истава за порака пола и на сат, разбираш? и на Сега ќе дигна за Спире, пола сат, и или на крај Кире работно Божиновски време. му ја пуштив, за да знаеш со кој си има работа, Да, знаеш. да. И така. Ќе ги барам, Ништо. па ќе се преживеме уште еднаш. Може, бе, јас и ја и Кире уште малку сега на работа ќе идеме кај нас у МВР, ама работата беше, знаеш, да биде кратко, брзо, да се заврши работата, не, да не разберат до Шпанија. Баш така. Добро, Спире, ајде. Важи готово се случава, Ајде, фала. чао. Чао. Емиле. Код кај ти информација? А? Кај ти информација? Пипич би овој што не ги прави личните карти. Од кај му е него информацијата е? Кај му е него информацијата? Сега ќе опрашам од кај му од чаршија работа, дуќан има. Ајде, чао. Добар ден. Ало, здраво. Миле Коста на телефон, Општински изборен центар. Како си? Добро, Коста. Јас нешто успеав тука да извадам. Едно 4-5 избирачки што беа надвор од бреките. Така да кога ќе имаш време денеска да се видиме ти ги да. Одма ке ме на работи више. Кај си ти? Во Министерство за транспорт за собрани. За собрание се на мене разградата? Да. И уште една работа. Кажи. Може ли без овие болни да не обновуваме документацијата? Абе, јас би сакал да биде така. И логиката така ми мене ми вели. Меѓутоа насоките на ДИК се такви да миле. 4-5 избирачки или 4-5 избирачки, да. не може повеќе? Не може, тие беа надвор. Луѓето што беа тука што собираа, што гледаат комисијата, не беа тука и успеа да ги трнам на страна, ги ставив у кола. Ги скопирали не? Не, оригиналите се. Ајде, чао. Ајде, ке... Шо? Една консултација. Со премиер што во билатерална страна. Една консултација. Кажи. Излева. Избирачкиот материјал. Да? 4 избирачки списоци дојдов до нив да видам кој точно гласал кој не. Со избирачкиот материјал е во една просторија ќе имаме клуч. Тие се забрзани во црни веќе во обично обяснување и има оние пластични наркотици што се затегнуваат пластични. Има ли МВР вешти или некако да појде и види ако може да ги отворим без да се сети да ги искупим? Кога ќе тоа на него збориме ова, пошто сега сум ја у туѓа мрежа. Добро. Не знам кој ме слуша, надвор сум ја. Барај Се враќам ја веќе до 12 седен сум у Скопје.
Бареме. Сега те качувам авион и се враќам во Скопје. Ајде, бареме, чао. Ајде. Где се плеќ? Добар ви е гунов се, слушай нешко, па се вратиме. Кажи ми што правиме со општинците денес. У колку? Утре ги викаве. Нема да стигна денеска. Сите собира денеска, се оден има состаноци. Утре од... Па добро, утре тоа ќе ви даде. Утре ќе ти ја пуштаме генат. Слушай, ще те бара вчера. Ове што си избирачков материјал е 4 најдовме такви списоци, веќе ќе ги дајме на тие што не изгледа, мораме да врата да рад. Другите се во црни вреки. И се... Во вреки се и ставени се во едно депо во општина центар. Имаме куќа таму, ама... Избирачките списоци? Да. Не го имаме избирачките списоци комплет. Не. На тој што е гласано минатата недела. На тој што се подпишува, за да знаеме кој излегол, кој не излегол. За 4 избирачки места го најдов. Е, се за останатите во црни вреки. И е, ги знаеш не пластични нешто се затворат, кој што црни само се затвора. Како на патент. Пластично и со жике ставен. Добро. Да појде некој, не знам, со дали имате такви луѓе што може да го отвори да не се филме дека е отворено. Не знам, треба да го видиме тој механизам. Не, на моментум не ми текна како механизам тој. Ама ајде. Абе, знаеш како е, као пластично долго е и само као се стега како ортомо. Као жица она. Така. Знам, едно од друго што влага е као жица. Така. Да појде некој... Тоа се тај ново што. Ама ќе најдеме такво исто. Па ќе најдеме кој ги става ти. Оти печат има дик. Па дик нека да нови готово што. Нема печат удира. А што ќе не е тоа да видиме кој не излегол? Што ќе направиме со тоа? Па че на нив ќе одиме посет од врата до врата ќе мајме. Ако се наши ќе притисниме. Миле, дајте му вам кажем, значи нека кажат, ние знаеме дека се 4 избирачки места кои што се со овие луѓе. Значи само нека потврдат дека се тие луѓе, значи до сега требало на памет да ги знаат кои се тие. 34 Билјана вчера мене ми ги пишува. Не се бре 34, ти кажувам дека се 4 места избирачки. Не се бе. Како ти докажам дека не се. Вчера ги гледав. Еве ние ги гледаме, значи ги имаме по избирачки места, тие се само 4 отпустат. Луѓе кај што има. 4 се. Ама не се само пустат проблематични. Па сега, ако имаш ти и други проблематични. Па од Гази баба, од Ковадарци, од не знам каде. Па тие се уште неколку, тие од Гази баба се 80 Вчера Билјана ги гледав, ајде, не че те лажам, сега ќе ти дам сите. 34 беа. Амди Бајраме царове. Шо прави? Шо прави? Неждет Мустаф Јовај се жалија што му направил Амди како ги победил. Нешто му направил? Што им направил? Што чеч така викама, предпоставам има дел таква. Нали ми избирачкиот список беше прочистен, заклучен со крај на 2011, така? Да. Би зел сите умрени во 2012, што се? По список. И? Би пуштил луѓе да гласа во нивно име. Ај, што збереш? А без нив нема победа у Куманово. Мислам, тој е етничкиот состав. Никогаш не може македонец. Ептен ако нема еден ултра слаб кандидат, кој ние што имавме прошлиот пат со Петар Попарсов, па у прв круг да помине македонецот без албанец. Тој у квалификации да има и таму нема да пројде. Да, а иначе вака, да речем, оптимална политичка борба нема шанси без албанци да се победи таму. 30% се албанци етнички структурата. Реално има шанси некој место ако се поништи, не е голема разликата на 88.000. Колку е разликата? 1700 гласа на 88.000 запишани. Тоа не е ништо, ама... Не е голема, Ама пак ти требаат они, оти кај македонциве немаш што да поништуваш, нема контингент. Имате некој место? Абе има приговори, ќе се напишат, па ти знаеш како се поништува, не се поништува на база на аргументи. Еве од овие Миле сега ме стигна, вика у центар сите 6 ги поништо. Гледам, но ке ска праја приговори, се глупира. Чуда праја.
се глупираме. Знам јас од кај мене цел кабинет работи на центар. Сам. Ептен сум утек за таму. Уште 10 пати да поништиме, тие се луѓето таму. Тоа е. А што ова за центар се повлекувам, Па се, брат, не знам овие што се од провинција се мислам што да прави. Ама и тие биле пишани на повеќе, знаеш. Да се вклучиш ти малте таму со Зоки и со Кире, ама дефинитивно вака да испиташ дали е окей. Ама Кире, тоа е направено, човече, на една адреса. Не. Дали, ако е иста ситуацијата и со тие од провинција од Македонија, разбираш, да се набутани повеќе, тогаш е пак истиот ризик, знаеш. Пред кај го зборев и со ој што бевме кај тебе. Ако евентуално кај нив е полабаво, тогаш да идеме барем со тие, ме разбираш? Тие се 135. А ова друго се канцелира, пошто ќе се направи многу поголем проблем, знаеш. Многу е на аматерски направено, мајка, нема да. Аматерски е дефинитивно, разбираш. Аматерски е дефинитивно. Треба ли да ги разлова тоа? Мислам, тука има кривица и општинскиот, пошто 3 месеци се работи ова, не дал ни една адреса. Оно суштина да дал 300 адреса. Не ми кажеш, брат, ти мене не ми кажеш. Откај да знаме, брат, откај да знам. За мене со општински, Спире ми тераше, Кире ми тераше преку горде со овој официјалниот дел, знаеш. У суштина требало да најде само 300 фамилии и тоа ти се по 4 луѓе. Ме разбираш? Ништо. Овој не дал ни една. И за тоа се отишло на ова друго. Што да ти кажам? Кода 1 саат, ако одвои Коце, не знам што... Ама и колку врати веќе помина у 1 саат и Коце не го знаат, мислам. Ајбе, шо се прави за ова центар да се смачи, мислам. Стварно, на нас ни се смачува од што сме од ама, знаеш, еве, вчера со Кире од кај мене зборев, што ми е шеф на кабинет, он у центар живее тука. И за оваа другава работа нешто збориме, вика, да ви кажам, вика, да не е, пошто на него му дадов некои работи таму, да ги брка, да сум сигурна дека законски сме покриени. Вика, да не е, вика, за вас и да не е за партија, вика, немате поима колку ми се гади од целава работа. Па сигурно, све е Охрид и ова. За Охрид да не правиме муаве. Биди, мене не ми се допаѓа тоа наше, искрено да кажам. Мене ич. Јас сум против тоа и не ми се допаѓа, јас воопшто не сакам. Посебно што и нема некој јак ефект, ама и да има, не е во ред. Да има, не одобрувам такси работи. Исто и ја не само знаеш, ја кажав тоа што кажав. И посебно што тоа е официјален податок, знаеш. Не е некој таен податок. Не можеш да го направиш, да не биде официјален. Тоа се гледа тоа со точно име, презиме, адреса, све. Значи, не може да не се гледа. И после татко ќе ни е крив. Ќе излезе по извештај, сите ќе го пишат. Да. Не знам колкав и да е влогот, не можам да оправдам постапка. Бе, ја тоаш нели зборев. Ако до таму е дојдено, да изгубиме работа и да се тргнеме шо. Да. Има граници до кај некои работи треба да се постават. Јасно ти. Така да затоа не ти одговарам со порака, не можам се пораки за ова, меѓутоа сакав да ти кажам. Уште претходно кога го видов и го слушав и по вестници, по ова, по она го читам, си викам, што е ова, зашто вака? Абе, не сме направиле муавет. Многу глупост. Да. Ај, ќе збориме. Хало, Живко, што бреш? Добро, министре, повелете. За гласање, сега те прашам со затвореници како оди? Па се организираме, во сабота ќе гласаат тие. Пред некој ден овие избирачките одбори дојдени. Се договаравме и в сабота ќе гласаат тука. Имаш контрола? Да.
Саше, Кажи. со Саше зборува вчера, дај вклучи го и генералов, теја за центар специјално, војниците за центар 40 и нешто војници. Да се гласа за ВМРО, инаку нема да биде војници. Па ќе не каже по време, денес гласато ми? Војници е башта денес гласа? Војници. Денес. Те молам прти. За да Јави му си на Саше, да. Не да излезе и за ВМРО да гласа. Да, знам. Требаше поремно да ги провериме. Абе, Сашо, као е, тераш, ама килава работа, Сашо. Ај, ќе се слушам со Сашо. Ајде. Слушај. Така, кажи. Ја ќе одам утре за Охрид и до денот на избори ќе видам тамо. И договорив една екипа, нема да се допадне тебе ова, ама сакав да те замолам да вака да замислиш за ова. Значи една екипа 4-5 души од овдека на Мацко брат му такси некој што ќе бидат со мене тамо. Да, што ќе бидат со мене тамо. Пошто ми требаат тешки глупости има тамо. Плюс и за нашиве да им го држат стравот, а и така да бидат. На Мацко брат му ќе ти направи уште потешки глупости, ама шо му си го одбрал, чувај си го. Нека да е, не го познам, не знам, ако ќе го држам ја колку што можам подвако. Да ти пратам имења и презимења на луѓе што ќе да? Не бе, нека шибаат не е проблем. Само нека се јават, пошто, например, он не е кај мене, он е у СВР. Нека му каже на тој што му е шеф, да не му пиша ништо. Нема гајле, не е проблем. Фала ти многу. Нема гајле, бе. Ајде. Ајде, чао. Да. Ало. Горда, како си? Кажи, Мартин, добро. Види, вчера имавме ние една мала акција, овде собрани се тројца кои што за АЦО делеа пари и така, под ова оградата напад на властено лице и така, и се они имаат приставка до внатрешна контрола, пратено. Добро. Така да си утек дека е тоа координирано све. Видиш, ја ти кажав, мислам, дај Боже да победиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам, овие, твојава банда, нема лезет у таа работа. Ништо нема да им се случи, не се секирај, ама кај ги одбраве Мартин најголемите багабонти у МВР? Не, најдобрите дечки се. Абе, ајде, утка, која ти е соработник, до кој дереđe сме стасале, ама нема проблем за ова. Тоа е, ајде. Пријатно. Ало, а не, за тој случајот што е у Охрид, што постапувате, гледате нашиве да бидат окей, чисти таму. Да. Добро. Нормално. Добро. Да не сгреши некој таму, па после да ја оправаме. Никако нема грешни, се знае, нашите мора да бидат чисти. Да. Окей, Ана. Нема дискусија. Ајде, поздрав, чао. Ала? Ме бараш Мартин. Да, абе види, знаат двама во Охрид кој треба да се лоцира и некако као да го штитат. Кого? Страшо се вика човек. Што треба да го лоцират? Страшо Петровски, мислам се гледа. Поповски. Петровски. Страшо Поповски. Ајде, ќе се јавам. Значи, мора да го соберат него. Еден е собран, веќе тој Јане, со уште 20 фатени, и уште Страшо и готово. Ја решаваме овде каравенката. Сега ќе се јавам, бе? Сега одма село. Важи ги уште, фала ти. Чао. Важи, чао.
Пенино како втори крг. Исто како втори крг, 200 гласови помалку, ама тоа ти е. Минатиот пат имало 2550, сега има 2700, според 2770 имало вториот крг, 2650 имало првиот крг, сега има 2500. А ние нашите колку помалку сме ги извадиле или исто ги вадиме нашите? Со помал притисок. Значи ние тие 200 са нашите уствари. Да. Па нищо не сме направиле, били. Зато ти викам исто е. Да. Нема, си загува стариве масовно. Си загува, да. Гирски не преева, са вали трябва да изключили. Тоа сега, че ги изключуваме ние механичка, ма... Тешко. Нема, тоа трябваше да се бали мине сега. Попладна джаве, ти попладна не изкачват, се бали изкачват. Мало излезеността, помеѓу 10 и 12 не голем излезен. Помеѓу 10 и 12, ама гледај ти структурата на тие ще извадат. Структурата на тие ще извадат помеѓу 10 и 12 по-нормална, ова како мене, како тебе. Сега има 2500 гласови. До сега. Излезено. 10% не е 10,5. Јесте, тоа е. Не се да иде. Сега со шефот зборев. Он се влага во јан. И ја зборев со нас. А? И ја зборев со нас. Нино, завршивте со шефот со изјавата? Веројатно завршил он. Не знам, он ми рече од 2 ќе биде, ама треба да прашам се. Добро. Ја викам да не има нешто екстра што сметаш ние дека треба да кажеме. Не, тоа е битно, мирно. Да. 5 пати мирно. Ние ќе кажеме некои инциденти кај што се комуњари инволвирани. Да, ама дека се разрешено и дека институциите функционираат безпрекорно. Знае кои се хулиганите у оваа држава. Да. Тоа е најбитно. После и они нешто ако мрчат, ќе кажеме, вие сте криви, ве гледам полека доаѓаат новинари ве кај нас. Ока, се слушаме. Ајде, чао. Абе, овој будалава да ти кажам, Ивица Тушевски. Знаеш што зборел? Дека, пошто нели го решивме, него го преместивме и кажал, абе, јас многу се изнамачив, ама некако договорив ова, она да ме префрлат Ептенов, вика сум фаца, што е фацава му беше началник, сега е джандар обичен. Вика со врски ме префрлија овдека, ама добро, ја држам позиции. Сега кога ќе го зачукам негде дополнително. И тој треба да тоа размислува за него сабрали. Има порака се упати, пошто ако пака оставиме, човеков не победи на практично. Да. Абе видио не поранешен председател на општински, значи каков таков има некоја структура. И на општински плюс джандар, тоа има влијание од тие краји. Да, независно каков е. И мислам дека треба да летне и он, жена му се почна да барам кај работи, треба ги оставиме. Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме инспектор. И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се направи. Ја знаеш што мислам, значи он не знае да работи, неспособен е. Значи он се што има од партијата. Да. И јас сега го чекам на прва грешка за да можам да го извркам. Оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден и уште ќе ме нервира дополнително. Не, да се изврка треба. Значи ќе го фатиме, он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер. Да, само една лепенка да го гледа и тоа е. Абе, тој и да не го гледа ќе ја оплеска, глупе човеков. Значи, како да ти кажем, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе ја оплеска и ќе лета од работа. Да, фокусирај се на него, пошто знаеш, многу лоша порака ќе направиме. Да, Биле, слушам, овој младиов од што беше некник нас на состанок, што беше порано во СДСМ. Да. А Жерновски го бара на средба и вика ако сакате да се озвучам да ќе минути, да го навлечи да му збори за пари за така. Миле,
Задржи го него, брзо ќе дојдам сега ја. Завршуваме ние во влада, ќе дојдам таму ќе Го викнам ке мене. Викни го, ајде. Ајде. Горде? Кажи. Можеш да збориш вака? Можам. За настанов ме бараш ова што се случи? Каде, во Ѓорче, да? Да. Ке го средиме, да не зборам многу. Ке биде окей. Утре ќе поминам до кај тебе, ке детално ке го издискутираме, битно ке биде во ред. Вечерва. Значи, пушта сега? Да. Да не зборам многу, трего ке биде во ред. Па утре ја и ти ќе се договараме. Да знаеш, ке те барав и јас не ќе многу помобилен да зборам. Добро. Така. Ајде, не... Ти ги пушта сега? Да бе, да. Само малку треба време да ја изменаџираме за да биде кој што треба, знаеш. Да оти не е само доволно да ги пуштат, да не биде некој скандал, не разбираш. Да. Да ја покриеме работава, значи сега ми беа луѓе во канцеларија, не ќе многу помобилен да зборам, ќе биде во ред, да знаеш, ќе те барав и јас. Ајде. Па утре ќе се видиме, ќе му ја мислиме. Ајде, поздрав. Тоа работа, Горде? Работам. Па не се сите од СДСМ се полицајците, па не требало бе, Горде, да бидат од СДСМ? Требало да обезбедиш да не се од СДСМ? Не може да не се. Не можам да ги пуштам. СДСМ мора да се на работа за да не може да гласаат. Океј, важи, нема проблем. Океј. Значи, ти дигаш телефон и ми викаш, значи без да разговараш. Не ми троши време, оставиме. Еве тоа што е тоа. Ајде. Кереси работа. Не е. Да. Значи, телевизор. Како? Телевизор. 350 души, едниот 190, другиот 160, 105.000 евра двата. Многу бе? Толку е, кире. 105, а Швајцарија башка? Швајцарија многу е скапа понудата, има една ефтина понуда од Базел, ама барам друга се. За Базел од Швајцарија само голем, најдовме 240 патници, не знам, 90.000 евра, скапете. Не, ама и види, Швајцарија мене ми кажа, максимум има 120 луѓе, иначе они обезбедели да се 86, ја им рекол да направат до 100 и нешто. Ама ире, едно е за 100, значи, 100 не, јасно ми е. 100 имаме, ама тоа ти кажам дека поголем не ни врши работа, пошто нема ништо. Ама ја барам со 120, ако се 100 е друг авион, разбираш? Крева во цената. Ајде, пиди и кажем. Па еве ти за Тревизок, дај да го завршиме. Кажи ми на кого да се плати и да завршиме. Ајде, сега ќе вртаме. Ајде. Изволте, министра. Кире, ми се јави за плаќање? Епа... 150.000 евра трапаш. Епа... Колку? 150. Не, после ми се јави Кире другачие. Шо? Епа, рече стои, треба да ми пусти документ, али... Профактура ќе те пуштам, дај ми мейл, ќе те пуштам профактури. Не, ама Кире ми, кога се видите со Кире? Не се на телефон, рече. Три авиони се, едниот е 105, другиот 3. Епа, ти ги чекам да ги пуштам. Дај ми мейл на која мейл профактура ти пуштат. Како ќе ми ги пуштиш на мейл или... профактура ќе те пуштам, на мейл, дај ми мейл. Епа, Терпевски... Пушти ми, не се пуштам. Ајде. Милеш, шо преш? Добар, мене сте мал митинг тука. Го барав Владо, ако си со него. Со него. Го му звонам на телефон. Го дам? Ајде ми го дадеш, после само ти кажам нешто. Има една фирма, Илинден, градежна фирма од Струга. Асфалтира под налог на АЦО низ цел Охрид, нека запре, кажи му зашто ќе му ева мамитата. Кажи му нема... Јас сум нараде, Ја му се нараде онма. Кажи му асфалтирате по Охрид, работиш за АЦО. Кажи, љути се ке ти ебат мајката, кажи. Добро. Да, дај ми го Влада.
Чоко? Здраво, министер. Што преш? Еве баш Борев сега ми се јави на другиот телефон кој ме бара, ми се јави овој што е во бордот на директори на Агрокор во Хрватска, Денис Сергеевич. Веројатно го познавате, доаѓаше, тој е одговорен за овде. Има еден проблем, вчера бевме во Плодови фрукту со вице-премиерот и денес имаат едно 10 инспектори таму. А? 10 инспектори имаат, пазаришни, трудови, даночни. Ако држава сме контролираме, рече му пак ти со заев да работиш. Мајката. Овој Хрватот ми вика дека нели цело време ние даваме и поддршка, јас со заев никој пат. Многу јака поддршка дава. Знаеш каква поддршка даде? Значи прво Ставрејски појде таму, никој немаше. Второ на Камен Темелник не викнеја. Знам, му рече вчера вице-премиерот тоа што се случило, како се случило таму. Му го спомна тоа и овој сега Хрватот вика ќе ве дадам во новини денек така не се работи со фирми. Пријателно е тоа, доаѓаше тука. Што ќе не дај во новини, зашто дека му дававме земјиште по 1 евро? Зашто ќе не дај, нема ли контроли у Хрватската? Што реагираше на Ставрејски тоа му? Сега тоа го користи, дека вчера му го каже тоа Ставрејски нели на него и сега денек нели е за име тоа направено, денес да имат контроли. Така кажи му, ни цела Македонија има контроли, така да не се секира. И кажи му, ако се работува со нас, до 5 јуни ние тоа ќе го почитуваме. А ако не се работува со нас до 5 јуни, дека ние пак ќе бидеме на власт и ќе го имаме тоа предвид. Така да му кажи. Да му го дадам вашиот број номер? Не. Не можеме што ме снима него, знам че. Раководител на финансии, таму горе кај нас е председателката Мини на жени. Добро да, окей. Тања е таму, значи преку Денис. За да имам влијание, тој сестро Мичани ги напука таму. Види, контролирана ни акцијава, така не се грижи. Ти кажи му не се грижи, ако не поддржуваш на 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме. Ја прилика да го кажеш. Па ти пусти порака за компјутериве од Совале, каде го неси? У министерство да неси. Кај тебе? Да. Кого да барат? Јас сум така. Добро, одма. Жерко ќе направи со список вработен Телеком, пичкаме, многу се. Како? Ти каже Сашо што да преслужува? Како? Кажа бе, да. Што тераш? Па го терам тоа уште од прошла недела. Си го терам исто што го зборевме јавување луѓе, само што не можам да ги носам ја на овакво. Не можам да дојам да пратам луѓе од секој од нив, имаше само од нашите кои се лоцирани и кои се туѓи да се сугерира дека отпуштањето на луѓе ќе бидат отпуштени ако не гласат сега. Треба некој да му се излезе. Тоа си ги има и ја, и Ирена Попе, и овој... Кој Ирена? Мишева. Оста Ирена Мишева, град Скопје се занимава Ирена, не е рачен Ирена. Ама си е вработени, не е важно град Скопје. Она исто ги лоцира луѓето внатре што се. Добро, ајде. Ајде. Или па да видиме со телекомуникацијскиве компании, ако имаат телефон мобилен на нивно име, нешто така, па по телефоните да видиме кај живеат, склучиле договор. Оти кај нас, мислам, ние ќе ги најдеме, ма ќе ни ја даде официјално таа адреса што ја пријавил. И после има веќе на избирачки список, да. Да, ама тоа тебе не ти врши работа. Едино преку телекомуникацијскиве компании, например, ако си купил телефон у Скопје, барем знаеме дека си у Скопје, знаеш. Со кој да зборам за тоа? Па не знам, некој таму од овој Мирослав, што е у Телеком информатика, што е сектор, Миро Јовановиќ. Оти треба некој да ти ги извади. Па Жаре пак треба да на пониско ниво да делегира, Жаре не сигурно нема сам да ги бара. Али може Жаре па да даде задача. Добро, да. А после нешто ако ни треба, пак ќе видиме со нашава база да вкрстиме. Окей. Оти друго е, например, да речеме на УБК да им дадеме име, тој ви е укочани. Така ќе го најдат. Ама сега тој барајте го у Македонија. Малку по може ќе го најдат, ама поише време ќе им треба. А ние немаме многу време. Важи. Добро бе, Кире. Ајде. Чао. Ајде. Ало. Добро утро. Тесто, здраво, што правиш?
едно мое големо извинување, знам дека е рано. Значи имам еден проблем како ние сме више у функција тајне. Вака се, имам еден голем проблем со Драгиша Милетиш. Што се случува, се слушаме внимателно. Значи, он треба да ги комплетни документи во Куманово со извадена жиросметка и така натаму да однесе до 10 саат во Куманово и Старо Нагоричино во тие општински изборни комисии. Меѓутоа, да. Сега што се случува? Во Централен регистар синека интервениравме, луѓето одмени излегува пресет, меѓутоа им треба уште најмалку пола саат од Комерцијална банка додека им стигне документот по електронски пат за да може завршниот документ Централниот регистар да му го издаде и да стигне во општинските изборни комисии во Куманово и во Старо Нагоричине да му ја прифатат и после 10 саат, значи документите да му ги прифатат. Со жиросметката. Тоа е барем, иначе ќе го заебаме човекот. Овде за Скопје нема, ама тамо главното порище му го заебавме. Океј, еве сега ти јавам одно. Фала многу. Значи, општинските изборни комисии тоа од ТИК треба. Значи, може и од ДИК, од ДИК ако им се јави некој, тоа ќе биде одлично. Или директно на комисиите да им се јавиме по партиска линија. Или директно на комисиите, или од ДИК да се јави човек да каже на Драгиш Милетиш. Директно е подобро. Ајде. Здраво. Здраво, Муса, што правиш? Па еве, 1 сат минус сум. Летниот сат. Ама не си само ти сите све. Не можам да се слушам за други, Абдулаки ми рече дека треба да се видиме денеска. Дури ние двајца рековме така. Како ќе правиме сега? Ние се договоривме со Мило од 3 сата да ги почнеме работиве. Така да од 3 сат натака кога сакаш. 3, 4, 5, 6, кога ти одговара тебе. Јас ќе бидам тука и да ти спомнам уште еднушка. Таа Виолета, не знам како се вика тамо, чека на вас, на управен. Така рекла. Виолета? Која е таа Виолета? Како се вика? Подпредседател е на управен суд. Ми се чини Виолета, не знам како понатаму. Ваша. И рекла нека ми спомнат, таа преседава со предметот долнени. Тоа жалбаш, како се вика? Да. Океј, ајде, тогаш јас ќе се сетам со овие сега у 3 сати ќе те барам. Јас ќе бидам, ќе го сретнем еден пријател за случајот тука градот. Од 3:30 ќе бидам јас тачно тамо. Значи не од 3, од 3:30, значи измеѓу 4 ќе те барам. Океј, и ќе се видиме после. Ајде, чао. Здраво. Добар си ми. Не те барам без ништо, не се плаши. Само да ти кажам, тука сум, ако треба нешто... Може да ме бараш, зашто така мене? Тука сум, ако треба нешто кажи. За себе. До смрт. Мендук. Кажи. Што правиш? Еве, тука седам со луѓе. Имам една хитна ургенција до тебе. Може ли да гласате за нас сега за Струмица? Да не слушате и си говорат. У комисија? Да, у ДИК. Може. Еве да се јавам одма. Ама треба сега тоа да се почне. Одма. Ние одложуваме се, а? Одма се јавам за минут. Ајде. Ти кажам. Ајде. Тоа се ке Струмица, напо? И тоа јам тоа дискутава, пошто како е? Да во тоа што по преш. Во тој спорту пресе и ми мораш поставиш. Слушай. Тогаш не така иде? Ајде да се вратам во канцеларијата, сум помесни комитети. Сега појче пола ги поминав, за 10 минути ќе барам да видам излезено како. Добро, ти кај си штаб имаш ли или у канцеларија си? Во министерство, не во министерство е централен штаб во министерство. Сега помесни комитети. Ајде, ќе помена може после. Ајде.
Миле, слушаме сега за една идеја. Тоа е фактички стара нова идеја која што беше многу успешна. Ние сега околу ова за ново вработените, така? Добро. Одиме по месен комитет, кој што како да се јавуваме и така натаму. Миле, слушаме сега концептот. Јас сум у царинска управа, сега дојдов и почнав да го работам тоа. Јас дадов наредба да ми издвојат од 1200 вработени кои живеат во општина Центар. Веднаш ми извадува 72, од кои што дадов веднаш да ми штеклираат кој е за СДС, кој е за ВМРО и јас си ги знам. Јас тоа ќе го добиам сега за 15 минути. Јас одма се јавам на нивните раководители, кои што се претежно наши или не слушаат. Ти имаш 5, ти 2, ти 10. И им кажам, викни си ги луѓето и до утре, не знам до кога, да дадат по 20 луѓе. Да работиме институционално. Значи, секоја институција има софтвер во кој што ради М3 образци, ради социјално, ради пензионо, мора да биде решенато кој каде живее. Од кога го направивме тоа од поголемите институции што се. Например, јас сај во МЕПСО, во ЕЛЕМ, Телеком, тие големите ги направивте. Ама сега ни треба ептен по микро она. Го направивте. А тоа го имаме на големо. Ама го немаме бе направено. Ја вчера денеска треба да ни го пуштат сите. Ама тоа го нема у Царина, например. Не, у Царина не, ама овие 3-4 го направи. Јас се у Царина сега и у ИОП. А можеме тоа да го правиме? Ја мислев тоа да го правиме од панелот, да видиме колку имаме ќе направи. Ама тоа фактички опфаќа поголем базен, што вика Мартин со тој израз, на луѓе отколку ова по микро. Одма го решаваме проблемот и си го решаваат раководителите. Јас со еден човек имам работа, немам со 100 луѓе. Јас одма ги добиам материјалите. И така правиме мрежа. Сега дава ми прави пресисен список, каде има повеќе наши вработени, ќе земе така ќе работиме, окей? Од каде Од агенција за вработување. Да, од секаде. Не, од агенција за вработување да ми даде индикативен податок колку се вработени каде колку. Ја чак што више сега сакам да му сеам и на Кире, пошто гледам тамо дека треба да му сеам некој од влада. Кире да се извади така список и на Кире сите да им каже, дајте по 20. Така е најболje. Место ја да му се јавувам на некој од влада што не ме знае, Кире ќе му каже бе. Окей. И ви му се на Кире, окей. Не разбираш ли? Значи, да, четерам. Многу појак и пообемен интензитет имаме така. Добро. Ајде, чао. Една консултација. Имаме изваено по факултетите кои се вработени, а живеат во општински комитет Центар, во општина Центар. Добро. Не знам, педагошки факултет, правен факултет, вако факултет. Некој од кете да си ги звикне по еден. Или не знам. Колку луѓе? Па не се многу, 5-6 луѓе се. Колку? 5-6. Добро, ај прати ми пеше денеска сега сум у Охрид, утре сум у Битола цел ден. Не бе брат, некој од кете од кабинет да ги викне. Добро, Наташа ќе ги дам. Не бе Наташа ќе ги дам. Ама како ќе ми ги пратиш ти? На Наташа ќе дам, ќе да врнем тебе. Добро, ајде. Ало? Горде? Кажи. Ти пуштив еден СМС сега со 3 имиња на вработени во МВР, кои што од сите вработени што ги имаме у Ѓорче Петров, сите се од на барањето по 5 души да предложат за список. Овие едниве дадоа тројца, едниот тичне да никого. Добро. Би те замолил да задолжиш некого да им се јави и да им каже дека тие се вработени у МВР преку ВМРО ДПМН. А има контакт од некој, пошто од нив имате контакт? Па сега не, ама може да најдам. Име и презиме имам, само тоа ти. Не знам дали ти кажав, да и вработениве што живеат во Центар и онако си дават кута 3 што неопределени. Како не те разбрав? Вработениве што се во ПУИ. Да. Што живеат во Центар. Да. Тие и да си дават пута 3 пута 5 на список. И да определиш 23 координатори што ќе ги тера на гласање. Никој не ми рекол да се парпат слушал. Певе ти кажам да утре да оспредиш. Ајде утре ќе спремам. Викни ги сите вработени и еден по еден да ти дават на им блиската фамилија дека ќе идеш на глас. Добро, во ред. И 20 координатори, тројца што ќе му се уваш и ќе ги тера на гласање.
Добро, ќе ти дадам утре. Ај. Молим те. Аз молим. Ало? Да. Ало, министер? Да. Многу ти се извинувам, обрати на телефон. Тука држам состанок. И со работниците малце им зборам. Значи, им рекол, како што кажавте денес, до 9 саат да си излезат со фамилиите и да си го изгласаат тоа што треба. Да се вратат назад у местниот комитет да се потпишат. Да. На работа нема да отидат. Значи, нешто не знам, ако си извака нешто, ќе свика екипи, окей, ќе скоординираме и ќе се бараме. Така, и... Нака нема да треба на повик, ќе ги бараме, ај. Така им реков јас. И им реков дури дека еве ќе ги наградите како министри 3 дена рековте. Ако не, излезат до 9, 72 часа ќе работат. Така. Ајде. И го кажал министр. Ајде, пријатно, чао. Ало. Ова. Прекинува, кажи. Што е работа со Джана, бе? Со кого? Со Джана. Не знам што е работа. Што е работа со Джана, бе? Сите дале луѓе за поддршка? Да, не. Не знам. Прв пат слушам за. Избркам работа. Ако најдеме еден вработен, еден член што нема доставено, у понеделник добиваш отказ. Кажи му ти поздрав од министрот. Еден да најдеме член. А вработен? Член или вработен што нема даено список, а ти не си го пријавил, кажи го тој Нелен. Речем ти да го контролираш ова министрот е. И 20 ќе лето од работа. Добро. Така. Кажи му така, ти гаранти ме. Ти ги мрзи да работа, сега најлесно ме да каже дека има. Знаеш што ми кажува денеска читачка, бе, што чисти кај мене дома? Абе, вика, имаме една пријателка, вика, треба да имам вечер, вика, кај тебе треба да дошле. Каде бе, викам кај мене? Вика, у транспорт и врски. И што? Абе, плаче, вика, што? А страф е, вика, леле, вика, зашо ме вика мене Мијалков? Плаче, вика, Плачела. Викам, да, треба да де, викам, да. Ја знам, ја ми ја кажа некоја по име, разбираш. Плаче, вика, уплашена, вика, шо е работата, зашо викаш? Викам, за да ќе заврши една обврска, викам, затоа ја викам. Се ќе ти пишам. Чао. Вака сега, министре. Праша веднаш во домот, јас нели близко живеам. Имаме, значи, 2 деца што имаат лична карта на Скопје, тие ќе гласаат тука во домот. Тоа се Колев Виктор и Елизабета. Другите имаме уште 6 дечиња што се полнолетни, меѓутоа се и они сакаат, ако им се плати патот, би оделе да гласаат за Груевски, таму така викаат. И тоа се едно дете во Веница, 3 во Куманово, едно во Гостивар и едно во Офис. Кажи му, ќе му платиме, нака дојдат лични, нака се дојдат со сметките, со сметко потврда ќе му рефундираме спар лично. Не, јас и од домот ќе им платам, само да знаете, ви реферирам дека 6 дета ќе ги пустиме некој да гласа на место на живење кај ти ми одговараш за 8 гласач. А овие двете ќе гласаат тука, да. Има повеќе, само јас. И претходни дом. Претходни што се излезени, што им гласи на домот адресите ги носат, они што немаат станови, што се под кирија имаат адреси од домот, ама немам јас тие. Тие треба да ги одработам, ама треба тој Илија да ми ги даде од невладиното, ги немам колку дета. Утре ќе пробам да го најдам него. Треба нешто. Да, така ќе имаме поголема бројка. Овие што јас ги знам сега брзо излезени се 2 дец нешто. Ајде, барај му така. Копје, важи, поздрав.
Кажи Мила. Бе А? Крушево сум. А? Овие тоа ќе се место против нас, што правиме? Да му избркаме таа од работа, ако не и да не му даваме повеќе 3000 евра, да затвориме музеја. А да гледи, сега пред некој ден, кога беше премиерот, ми се јави, се видов на митингот таму со тој Славе, и вика, ми зборешува, му кажав, викам, баш и ти како што кажа, таман се договоривме, викам, да отиде да го направи, и после тоа ми се јави Славе и ми кажа, дека татко му на тоа не се согласува. Само со бродот, ако се прави, се правило целот. И после премиерот вика, ако не да земе, да го правиме целово. И после ми вика, и како ќе биде карши, него е, нели, гробов на овој Пицу Гули, ние овде цело царство, ваму, таму. И после вика, и уште еднаш да подразмислиме и така остана работа. Не бе, Бети, не може толку работи се направени за Крушево. Да. Тие се големо семејство плюс тамо одбојкарски тим, плюс фондацијата, плюс ова, а тие против нас. А секој месец им даваме по 3000 евра. Секој месец. Така повеќе. 3000 евра секој месец и цела спомен куќа 5 милиони евра.